Моин, Селемли, местноста Трибора и по теченијето на Сува река остануваат најчестите и најкритични точки за рутата на илегалните преминувања на бегалците и мигрантите. Македонија е прва на линија и најпогодена по затварањето на балканската рута по 18 мартовскиот договор меѓу Европската унија и Турција. Очајничките обиди на овие лица најчесто завршуваат неуспешно. Неофицијално, криумчарите им наплаќаат и по 800 евра на бегалците и мигрантите, советување дека безбедно ќе ги пренесат до српската граница. Македонските безбедносни сили кои се распределени долж јужната граница дневно регистрираат и по неколку стотици легални преминувања. А од почетокот на годинава до сега регистрирани се и спречени околу 12 илегални премини. Последната акција на полицијата со околу 30 на мигранти беше дури во Струмичкиот регион, во Подбеласичкото село Мокриево. Покрај присуството на бегалци и мигранти во Подбеласичките село, од каде што и најчесто преминуваат кон оваа територија, бегалци и мигранти се забележени во Чанаклија, Гечерлија и дури во Самуилово. Местното население сведочи дека од група од по 10 на млади лица од 20 до 30 години бараат за солништа. Причина за овие очајнички потези на овие лица се токму несоодветните услови на идомени, немањето доволно храна, вода, хигиенски услови и неизвестноста кога рутата по која безбедно се движа повторно ќе се отвори. Една од причините за огромниот број легални премини се наметнува по најавата на министерот за миграција Музалас. Најавата е дека до 30 мај треба кампот да се ичисти, а сите овие лица кои се во моментов најдомени да се прераспределат во 13 прифатни центри во внатрешноста на Грција. Мигрантите се против ваквата одлука. Илегалните минувачи кои безбедносните сили успеваат да ги фатат, ги враќаат повторно назад во Грција. Армијата и полицијата која распределена долж границата за сега се уште троши средства од буџетот за да ја зачува безбедноста на земјава, како и понатамошен илегален тек на бегалците, која крајна цел им е Европа. А Европа и понатаму без конкретни средства за земјава и решенија, што Македонија со оние лица кои останаа заглавени овде со месеци.